Иницијативата за 18 месеци породилно отсуство паѓа во вода. Очигледно не сме подготвени за вакви промени. Наместо тоа имаме поинаква пеленска револуција, ако може така да се нарече, која што се однесува повторно на Законот за работни односи во делот за породилното отсуство. Токму овие предлог измени на овој закон предизвика низа дилеми и бројни прашања помеѓу експертите, познавачите, помеѓу синдикатите, здруженијата, па впрочем и помеѓу граѓаните. Од Министерството за социјала велат дека се работи за добри измени во законот и дека повеќе се насочува и дека нема да има воопшто никакви промени околу интервалот од 9 месеци породилно отсуство, туку дека овие измени се насочуваат на називот, па така 9-месечното породилно отсуство, кое што се нарекува породилно отсуство, е поделено сега на 3 сегменти: мајчинско, татковско и родителско отсуство. Повикувајќи се токму на овие промени, таткото по раѓањето на детето ќе може да земе 15 дена работно отсуство од работа, а доколку се работи за близнаци или за повеќе деца, 20 дена. Мајчинството вклучува 5 месеци отсуство за мајката по раѓањето на бебето, а што се однесува до родителското отсуство, тоа значи 4 месеци засебно за мајката или за таткото. Ние во оваа прилика, ќе споменам дека толкувањето засега пристигнува од различни страни на овие промени и покрај тоа што треба да им го препуштиме на познавачите, а ние во оваа прилика ќе дискутираме околу тоа како овие промени би влијаеле врз самохраните родители, врз самохраната мајка. По тој повод ја поканивме Дороти Пачкова, претседателка на Сдруженијето Една мужа. Дороти, благодарам што ја прифативте поканата и што сте во ова прекрасно друштво заедно со нас. Благодарам на поканата, задоволство ми е секогаш да бидам дел од твоите емисии, така да ова е тема која не засега, која работиме и така, како овие промени би влијале ли некако врз самохраната мајка, врз самохраниот родител? Најнапред одат поздрави за конечно што се нафативме да го изрегулираме и дорегулираме или промениме и овој закон. Мојот личен став како родова експертка е дека во добра насока се движат промените во однос на тоа дека се дава можност на таткото да биде дел од породилното отсуство, иако морам да напоменам дека и досегашното искуство зборува за можноста таткото да го користи родителското отсуство. Во суштина гледам дека промените ќе се однесуваат на зголемување на месеците кои родителите можат да ги поминат дома со своите новороденчиња и бебиња. Со тоа што сметам дека точно овие месеци кои се надополна на постоечките 9 месеци ќе бидат можност за прилагодување не само за правење на конекцијата и на таткото со бебето, туку и за прилагодување во установите за претшколска возраст или во јасли на малите бебиња. Така да ова е позитивната страна од она кое досега го знаеме за овој предлог закон се уште. Она кое недостасува и кое апелираме да се промени, за кои ќе дадеме конкретни предлози кон Министерството за труд и социјална политика, се однесува на самохраното мајчинство. Она кое нас како здружение и единствени експерти во оваа област не интересира е прашањето дали татковото отсуство ќе се додели на самохраните мајки во случаите каде што не постои татко, но исто така и не смееме да заборавиме во случаите каде што татко постои, но не сака да поднесе родителска одговорност. Тоа е клучно прашање, но не можеме, за да одговориме на ова прашање, не можеме да не се навратиме на она за кое нашето здружение апелира една година, соодветна дефиниција на статусот самохраност и соодветна дефиниција на еднородителството. Европските регулативи познаваат нешто што се вика специфично родителско отсуство или трудничко отсуство во случај на специфично родителство. Специфично родителство токму така подразбира и еднородителски семејства и самохрано мајчинство, па така нас како здружение не интересира како ќе се уреди овој дел, заради тоа што досега не е уреден. Исто така можностите за земање на болничко за сопствените деца, дали ќе продолжиме да остануваме доследни на
обидот да ја следиме европската регулатива и да доделиме на самохраната мајка поголем број на денови за родителско болничко отсуство, кои во случаите кај две родителски семејства ги користат и мажот и жената. Тоа се клучните прашања кои ние како здружение ги упатуваме и кои ќе притискаме да се реализираат. Што преземате вие откако излегува овие предлог закони како здружение? Имате ли некакви дебати, дискусии? Какви се вашите следни чекори по овие предлог закон, по овие предлог измени? Така е, она кое ние го правиме, се консултираме, не само со нашето здружение, не само со засегнатите, туку и со правните здруженија кои точно го работат ова. Така. Најмногу критики за овие предлог измени од познавачите, од јавноста произлегува во однос на оној дел од 5 месеци што се подели, првиот дел на мајката, 5 месеци работно отсуство. Овде се поставува прашањето, се наметнува веднаш прашањето колку работодавците, ова ќе зборуваме од приватниот сектор, работодавците колку ќе го искористат и дали можеби ќе се прави притисок жените да се вратат по овие 5 месеци работа. Како една самохрана мајка е заштитена во тој поглед? Како е заштитена една самохрана мајка, се надевам некако досега. Со оглед на она кое беше до пред овој предлог закон, беа 9 месеци за гарантирано мајчино отсуство. Сега ќе бидат само 5. Искрено се надевам дека ќе има подзаконски акти кои ќе штитат жената и во нашиот случај најмногу оние ранливи жени или во овој контекст самохраните мајки кои ќе решат сами да ги родат своите деца. Не само што ќе бидат заштитени првите 9 месеци, туку искрено се надеваме дека ќе се најде модул и сите 13 месеци да може да ги искористи соодветно мајката, како што вообичаено семејство и со втор родител би ги користел. Да, пред отприлика една година, поточно ќе потсетиме февруари минатата година, се одржа Не сакаме сожалување, сакаме права. Станува збор за протест на самохраноста и еднородителството. Ова е прв ваков пример во нашата земја. Направивте револуција со тоа, се случи во месец февруари. Што година потоа, добија ли самохраните мајки некакви права? Година потоа, најчесно да кажам, дури не се одговара ни на нашите предлози кои ги испраќаме до соодветните институции. Година потоа, за жал, ништо не е променето, иако веднаш после маршот некои пратенички самостојно не контактира, што беше на големо наше изненадување. Но големата работа за да се заврши, треба да се преземат конкретни чекори и да се има со кого да се соработува. Па ова нека биде отворена покана за соработка, за коренито да почнеме да ги решаваме проблемите на самохраните родители, кои, да повториме, потекнуваат од несоодветната дефиниција, претходно од непостоење на дефиницијата на самохраното родителство и на еднородителските семејства. Дороти, благодарам. Мислам дека и ние со овој разговор ќе упатиме една гласна и силна порака до институциите, до надлежните да се променат конечно овие работи во нашето општество. Ви благодариме што секогаш сте биле наша поддршка. Тука сме за се што може за овој свет да е по соодветно место, понежно место за живење за сите нас. Благодарам на тебе, благодарам и на Софи што беше во наше друштво. За самиот крај ќе споменам дека од Министерството за социјална работа и политика тврдат дека всушност ова поделба на 3 дела на околу породилното отсуство се однесува со цел да бидат еднакви и таткото и мајката, односно и жената и мажот, и дека во следниот период министерката појасни дека ќе има јавни расправи токму по предлог измените на Законот за работни односи кои што се однесуваат на породилното отсуство.